Во рамките на 30-тото коло од првата македонска фудбалска лига, Пелистер на домашен терен славеше нова победа, овој пат над Македонија Ѓорче Петров со 3:1. Со овој триумф, пелистерци ја продолжуваат низата победи по враќањето на својот стадион. Пелистер целосно доминираше и во првиот дел постигна 2 гола, а можеше уште неколку пати да ја погоди гостинската мрежа. По само 4 минути игра, домашните поведоа со евроголот на Марковски, кој со удар од скоро 30 метри го отвори резултатот и го постигне еден од најубавите голови сезонава. Во 11-тата минута Пелистер имаше прилика да го дуплира водството, но за жал непрецизен беше Баже Илиоски. По краткото затишје, во 32-та минута центрираше Тошевски, но на неговиот центаршут за малку задоцни Мирчевски. 5 минути подоцна, од десната страна центрираше Силва, а во 16-никот топката ја дочека дефанзивецот Ковачев, кој стрелаше во поблискиот агол за 2:0. Пред самиот крај на првиот дел, сам пред голманот Целески изби Тошевски, но биеше за малку покрај десниот дирек. Во вториот дел, пелистерци повторно ги држеа конците во своји раце и постојано го диктираа темпото на игра. Во 53-та минута, Фернандо упати центаршут од слободен удар. Топката се одби од некој од играчите во 16-никот, но заврши во пречката од голот на лавовите. За пропуштените шанси на битолчани следуваше казна и намалување на резултатот на 2:1, откако Аломерович ја искористи грешката на Бојович и биеше неодбранливо за Петровски. Сепак Пелистер не дозволи никакво изненадување и пред последниот судиски свиреш, Баже Илиоски го постигна својот прв гол на овој надпревар за конечни 3:1 и сигурна и доста значајна победа за битолската екипа. Днеска ни требаше победа. Ја мислим да го решикме прво полувреме со 2 гола. Имахме и още 2 чиста голова положена да даемо. И на второ полувреме им казах да не смеме да се поиграваме со резултат. Ако нам кара един гол Македонија ќе ни буде многу тешко и така и стана. Смени кои ги направи, те беха калкулативни смени, затоа што Тошевски има една повреда, игра со повреда, сакак да го пази малку за работнички и за Ренова што ни чекат мачови. Тошевски го немаме адекватна замена за njega. Нужна измена многу се изнервирах тука за Фернандо. Не требаше да спринта, зашто да спринташ? Изи за таа топка, чувај се малку, пази се малку. Единствена негатива по овој надпревар на Пелистер е повредата на левиот бек Фернандо, кој според првичните информации најверојатно ќе отсуствува до крајот на оваа сезона. Пелистер во наредното коло, кој е на календарот е веќе во среда, му гостува на работнички, дуел кој можеби ќе биде и пресуден во борбата за третото место на табелата.